Инциденцата на пациентки помлади од 40 години со карцином на дојка во последните неколку години е во загрижувачки тренд, односно со пораст од 2% годишно и во 40% од случаите завршува со смртен исход. Причина е што кај нив позастапен е поагресивниот биолошки тип и поголема е веројатноста за генетска основа како ризик фактор. За жал се помлади жени заболуваат од оваа болест. Ако претходно просечната граница е била 45 до 50 години, сега просечната граница е минималната возрастна граница е од 25-та година па нагоре, во просек и околу 35 до 40 годишни жени заболуваат. Сега се поместуваат овие граници, после 20-та година жените треба да почнат да си ги прават редовните ехопрегледи, после 40-та година да започнат да се прегледуваат на мамографија. Неделно во Штипска клиничка се врши биопсија на дојка на десетина пациентки од источниот регион. Алармантен е податокот дека дури 80% од нодите се позитивни. Симптомите се промена во големината на градата, пациентките најчесто знаат да дојдат на преглед бидејќи си напипале некоја грудка која што за кратко време расте, тврда, не се повлекува со тек на време, се забележуваат исцедок од брадавицата, вовлечена брадавица, црвенило на кожата и тоа се најчестите симптоми. Бидејќи ракот на дојка представува глобална закана, а факторите како неинформираност и страв кај женската популација представуваат дополнителен ризик за зголемување на оваа диагноза, студентски организираната медицинска асоциација СОМА во Штип организира настана од отворен карактер. Пробавме да направиме простор каде што ќе може да поразговараме, да дадеме подршка и на други и да научиме нешто ново. Разговорот е лек за се. На клиниката за онкологија годишно се регистрираат околу 1200 пациенти со карцином на дојка, а 1% отпаѓа на машката популација. За Сител, Трајан Ристовски.